Значи, добар ден, добро дојдовте и во денешното издание на емисијата Тип 102. Емисија која што во заедничка соработка со телевизија Кобра и телевизија Ирис ја реализираме секоја сабота во 13 часот и 30 минути. Добар ден, веламе на сите оние наши гледачи од најјужните точки, почивајќи од Гевгелија, Дојран, Богданци, Валандово, Струмица, Радовиш, Штип, Провиштип, Кочени, Виница, Македонска Каменица, Делчево, Берово и секако сите оние помални места во целиот овој југоисточен регион. Сигналот на Ирис телевизија на телевизија Кобра е тука. Очекуваме ваши јавување, бидејќи карактерот на емисијата е таков. Имаме понуда или наш, како да речем, предлог на нашиот денешен гостин од 10 парави, на кој што основна тема и ваша задача ќе биде да давате точни резултати или било каква прогноза за надпреварот Челси Манчестер Юнајтед. Тоа ќе биде тема и обработка за ваша обструкција. Телефони за јавување кај нас во студиото имате два на располагање: 612 313, 612 314, повикувачки број за Штип 032. Во денешното, рекол, 27 издание на емисијата Тип 102, наш и ваш денесен ексклузивен гостин ќе биде Владимир Кангалов. Ќе видите кој е Владимир, некогашен капитан на футсал клубот Мал Ајакс од Штип, клуб кој што има настапувано на многу турнири, а таму некаде во, би рекол, 80-тите или 70-тите години беше шампиони на Македонија во она конкуренца од околу 400 или 500 екипи. Конкуренција во Македонија го освои првото место. Клуб со традиција кој што еве некои нови дечки ја превзедо таа традиција од старите некогашни добри играчи и ден денес Мал Ајакс настапува во првата футсал лига на Македонија. Значи, Владимир Кангалов за 5 минути ќе го видите тука. Оно што е карактеристично за нашата емисија, дека имате јавување во живо во текот на целата емисија. Пожелно еве при крајот, за да одделиме повеќе внимание за вас и за вашите прогнози. Имаме 10 парави кои што ги нуди нашиот денешен гостин. Имаме надпревар за ваше јавување околу 14 часот во директно во живо телефонски ќе го чуеме и Велибор Џаровски Џаро во на негово катче Џаро тип, во кое што тој има негова понуда, некои дојави за некои надпревари кои ќе бидат тие, ќе дознаеме во 14 часот. Тоа е накратко за целата на емисијата. Предлагам да одиме со краток джингл и да се запознаеме со уште некои детали во врска со емисијата Тип 102. Така еве продолжуваме во овој дел да ги соопштам добитниците од минатата емисија, каде што баравме точен резултат од надпреварот. Тоа беше, еве јас ги соопштам добитниците, дека да се сетам и јас кој надпревар беше минатата недела. Добитници од Вилхил, значи вредносен талон од 50 денари, беа Ристе Малечков Штип, Горан Наков Штип, Дарко Николов Штип, Мите Панев Радовиш, Слободан Тодоров Штип, Кирил Кацаров Радовиш и Дарко Коцев Радовиш. Дарко Коцев беше нашиот гостин, тренерот на фудбалскиот клуб Лачковица. Значи сите овие, јас ги прочитам уште еднаш, можете еве и денес и утре во текот на овој спортски викенд да се упатат во обложувалниците на Вилхил, да уплатат талон во вредност од 50 денари и да очекуваат добивка. Ова нека биде поздрав и до дечките и девојките во обложувалниците на Вилхил, кои што се на своите работни места нестрпливо очекуваат вашето доаѓање, ваша уплата, ваша надеж за добивка, со цел еве вашиот домашен буџет да биде берикетен, би рекол, онака народски да се изразам. Значи, тоа е она што се однесува до карактерот на оваа емисија. Ево уште еднаш да ги прочитам добитниците, ако не се имеле, бидејќи ние на интернет страницата на Ирис телевизија ги објавуваме, меѓутоа еве на одмет ние уште еднаш да ги повториме: Ристо Малечков Штип, Горан Наков Штип, Дарко Николов Штип, Мите Панев Радовиш, Слободан Тодоров Штип, Кирил Кацаров Радовиш, Дарко Коцев Радовиш. Тие може да се упатат во обложувалниците на Вилхил, ги има насекаде во секој катче на Македонија, и да уплатат талон во вредност од 50 денари и да се надеваат на награда.
Предлагам сега на режијата да одиме со првиот поздрав кон нашите пријатели, почитувани спонзори, джингл и веднаш потоа тука до мене ќе го видите нашиот денешен ексклузивен гостин Владимир Кангалов. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете над превари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Бидете дел од ЕТЦ фамилијата. Секој прв викенд во месецот најсреќниот купувач вредноста на сметката ја добива гратис. Оваа недела, покрај редовните акции Илкос ви нуди и екстремно ниски цени на свежа свинска кременадла за 199 динари и свежо свинско ребро за само 209 динари по повод најголемиот христијански празник Велингден на 7, 8 и 9 април. Интерактивна програма за најмладите, маскоти, промоции, дегустации и подароци. Илкос ви ги честита великденските празници. Дали сте знаеле дека првиот кабелски приклучок во Македонија е направен во компанијата Телекабел? Дали сте знаеле дека Телекабел е еден од 4 најголеми оператори во земјава и единствен со 100% домашен капитал? А дали сте знаеле дека Телекабел е првата компанија која направи кабелски интернет приклучок во Македонија? Дали знаете дека единствено Телекабел од првиот ден работи без образувачки договори? Дали знаете дека Телекабел е 51 фирма по успешност во Македонија? Респект! Сега веќе знаете. Спортисимо. Вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Кочани и Струмица. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете над превари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Еве не повторно во студиото, велам добар ден, добре дојде на нашиот денешен ексклузивен гостин Владимир Кангалов. Здраво. Добро ви најдов. Добар ден до гледачите на телевизија Ирис. Бивши војновник Кајрон, Владимир Кангалов, поранеше капитан на футсал екипата Мала Ајкс. Да. Стандардно во почетокот запознавање да нашите гледачи кој е Владимир Кангалов, кои беа предиспозициите, ти си релативно млад, меѓутоа релативно млад сепак во однос на мене и на некои други. Да. Меѓутоа еве за да знаат гледачите, рековме дека сега се гледаме од Гевгелија па до Берово. Кој е Владимир Кангалов, како дојде до футсалот, дали во почетните оние младешки денови имало некој друг спорт приоритет или уште од мал е фудбалот воопшто? Добро, фудбал е број еден, нема друг спорт. Едноставно од мали нозе сум со топката и посебно со малиот фудбал.
ако може да се спомне дека некаде 70 крајот на 70-те, почетокот на 80-те години, уште во осмолетките ги имаме тие почетоци на турнири, на играње на мал фудбал, што можеби таа љубов кон малиот фудбал и тогаш се створила. Да. А после тоа со текот на времето се повеќе и повеќе. Па и да дојдеме до некој начин да почнеме малку поперсонално да се бавиме со малиот фудбал. За гледачите да кажеме, во разговор со хроничари на градот Штип постари од мене велат, не се закачува, не се задире со кангалци. Тие се скоро секој втора кој се или роднини или сватови. Има ли вистина во тоа? Добро. Штип е бил своевремено помал град, не е како сега со бројот на жители. Станало думата. Да. Добро, стара штипска фамилија, со тоа што, како што викат штипјани, или си сват, или ти е рода. Така да, ништо чудно од доста позната фамилија потекнуваш. Посебно ми е драго пред јас Владко, бидејќи Владимир е изворното име. Да се сврнеме на фамилијата. Имаше многу кангалови кои што беа врвни спортисти, да почиме од твојот родител, твојот татко и Јордан Кангалов, еве нека биде ова поздрав од мене од редакцијата на Ирис телевизија кон него. Еден врвен прво фудбалер, потоа фудбалски судија, спортски работник. Накратко еве биографијата на кангалови. Па добро, татко ми е бил фудбалер на Брегалница, после некој известно време фудбалски судија, со тоа што неговите најголеми успеси, може да ги кажам, се у судиската кариера, прогласуване за неколку пати најдобар судија на Македонија, али за основата и почетокот мој со фудбалот и малиот фудбал, најголем виновник е Чичо ми Никола Кангалов, кој исто така беше играч на своевремено на Работник, ако не се лажам, или Астибо, ФК Астибо, али играч на Мал Ајакс. Да, тоа беше во почетниот период Работник, после настана фузија Работник и оној Белобрдски Астибо за настапи во првата македонска фудбалска лига. Тоа беше таму некаде 71-72 година. Сошто Коле, еве Никола Коле, винолик? Па не знам, може би како помал повеќе со него сум се дружил или сум бил некој едноставно каде одеше он, таму и јас бев. Дали ќе биде на турнири некаде на мал фудбал и нон-стоп со него, така да таа љубов е од негова страна. Мислам, љубовта кон малиот фудбал. Враќаш во минатото. Па види сега, своевремено мојата фамилија сите работеа во модна конфекција Стибо. И они си правеа некои погоните сами, си правеа турнири меѓу себе, така да кога и да имаше турнир, беше јас со него. Едноставно, има една случка дека татко ми против мојот Чичко играт во финале, а јас навивам за Чичко ми, пошто... Токму тоа ми беше следното прашање, ме наврти на минатите години кога Штип изобилуваше со работни организации. Имаше екипа Мебел, имаше Макпромет, имаше Метална, Астиво, имаше Пинки, Васил Долински. Да, со еден збор може да се каже дека Штип е град на малиот фудбал. Тоа е со еден збор, значи уназад, ако ги вратиме го времето многу уназад, ќе видиме и какви турнири сме имали, и какви, може би ги памтиме, постарите сигурно памтат Джексон кога е бил исполнет, кога, еве пример ќе дадеме, кариоки, ќе ги спомнеме луѓето од ромската популација, кога они играат и со музика се прославуваше. Да, во секој случај, Штипе од секојаш бил град на малиот фудбал, не само на големиот. Можеме да кажеме дека и Мал Ајакс се зародише на тој мал фудбал. Ќе спомена некој, ќе ми просат, не може да сите, меѓутоа беше Нью Вилидж, тука имаше Челзи, Штипски феријалци. Бисери, Макс, Црвени ѓаволи, па сега може некој ќе забравиме, али... Да, јас реков нека ни просат, имаше доста екипи. Да, кариоките ќе ги спомнеме пак. Така да... Кога сме кај Мал Ајакс, еве јас реков тамо некаде при крајот на 70-тите или 80-тите, кога беше онај куп на вечер. Да. Мал Ајакс го освои првото место. Ми се чини, може би ти си поблиску, да не се сеќаваш да надпреварите, меѓутоа од историографијата на Мал Ајакс сигурно знаеш дека ми се чини дека тогаш во конкуренција беа околу 600 екипи. Околу 600, да. Некоја информација тачно може би и да немам. Повеќето е од постарите играчи на Мал Ајакс тоа време што членуваа информацијата, али околу 600
екипи, тоа е на Палас, мислам дека беше на вечер Палас, мислам така се викаше турнирот, дека Мал Аекс го освои првото место, во финале дали беше со Јат, али знам дека беа претежно играчи на Вардар. Тоа време, Рингов, Мицевски, не знам, Мутибарич мислам дека бранеше. Ја бев многу мал, така да... ме подсеќаш сега, имаше Варошко мало, некоја екипа доста силно принет. Да, Варошко мало, точно. У една експериментална првата година, кога Мал Аекс без бодови, кога сакаше Фудбалската федерација на Македонија да ја формира футсал лигата или лига за мал фудбал, имаше таа една година како експериментална, дека сите тие попознати, постари екипи од сите градишта учествуваа во таа лига. Немаше бодови, не беше... беше битна популаризацијата на малиот фудбал. Исто Варошко мало, Дени Комерц од Велес учествуваа. Имаше и други екипи, заедно со Мал Аекс у експерименталната година. Тогаш мислам дека играа и доста од постарите членови на Мал Аекс. Уште се не беа дефинитивно откажале од фудбал. Меѓутоа, одличен гест се направи со потегот еве на Владко Манев, Коджа, ќе споменем и Алче Маđаров, кои што се нови, како да речем, ново, не меѓутоа наследници на стари ПС. Идејата висеше, да. Славен Митевски прифатија, нивното име го преотстапија фактички да продолжи ова традиција. Па види, таа идеја висеше многу години уназад. Едноставно ние кога одевме настрана по турнири, дали во Скопје, дали во Струмица или во некои други градишта, и секогаш имавме контакт со луѓето од Фудбалскиот сојуз и вие го имате Мал Аекс, немате екипа футсал у лигата. Назив лигата, да. И така некако висеше се нон-стоп дали ќе биде, дали, и со формирањето на пионерската школа за футсал, за мал фудбал, едноставно се дојде до таа идеја да се активират и повозрастни. Владко ще беше познат како еден од најголемите, најзаразените љубители и играчи и навивачи по мал фудбал. Имаше еден турнир, мора да се пофалам јас, бидејќи ние беме еден од организаторите, тоа 2003 Да, бев учесник на тој турнир, тоа е 2003 ако не се 100 години Илинден. Да, 2003 и може да кажам еден од поквалитетните, не поквалитетни, и најдобар турнир уште организиран. Со многу екипи, со квалитетни екипи, мислам дека имаше екипи и од другите градишта. Свети Николе, Радојч, Тровиштип, едноставно да организацијата беше на едно големо ниво. Штета, жал ми е што Штип нема, едноставно ние играчите од Мал Аекс, еве јас начело ќе се ставам на таа екипа, дека... Како се викаше вашата екипа тогаш? Баргала, во финале игравме, да, изгубивме 2-1. Имаше подобри... Лазо беше прогласен за најдобри телевизор Каун. Точно, да. Ние бев организатори, Ирис телевизија и спортски центар Арена беше тогаш на Томе Коцев. Ова би можел еден добар апел да биде кон општина Штип. Едноставно може да кажам дека ние одеме по другите градишта, дека општината секој се зазема за организирање на еден таков голем турнир. Традиционален кој ќе биде обележен на целиот град. Да, со што се одбележува, да речеме, некој празник или некој датум позначаен за историјата на тој град. Како пример, Радовиш е за денот на ослободувањето. Да речеме, некаде има за Света Тројца, некој црковен празник или за Василеево, еве Струмичко Василеево е за Стара Нова година. Не за Божик, за Стара Нова година е како финале и одбележи на тој ден. Да дадеме една карактеристика, Владко, бидејќи рекоме сега не гледат од Гевгели до Берово. Каде си настапал на турнири? Кои се тоа турнири? Дали се респектабилни, посетени или примамливи за играчи, за познати и непознати? И секако и награди има. Да, има. Еден географски преглед да направиме на турнири. Па можам да кажам дека од неколку поголеми турнири, настапувал сум во Скопје на Соколи, на турнирот на Соколи, во Ново село Струмичко, што можам да кажам дека и Миравци не сум до душе играл, од тамо сум отишол да гледам само, али едноставно може да кажам дека во Ново село го имаме освоено турнирот, меѓу петте најдобри турнири во Македонија, може да кажам. Ето тоа сака сликата да видиме, има ли посетек во Ново село, еве за Миравци. Светско првенство у мал фудбал. Едноставно
без зборови останувам тамо, луѓето само треба да отидат и да видат што се во Ново село. Да, Ново село Струмичко. Ние пред 2 години го освоивме тамо турнирот, игравме против бугарска екипа, не би знаел тачно да ја кажам ни како се вика. Колку прилики екипи настапуваат и колку па, време преку 40 сигурно екипи има за учество, а 2-3 месеца се игра, да. На сите овие турнири, дека ги споменувам, можам едноставно да кажам дека и нашите репрезентативци на футсал на Македонија ги посетуваат истите турнири. Значи има право за настап, нема ограничување. Да, нема ограничување. Тоа што се силни, тоа е едно мини... Тоа се фантастични турнири со голема посетеност на гледачи, со добра организација, со се. Ја не сум бил, меѓутоа мора да се отдаде прва прилика одеме телевизија Ирис заедно со нас. Види, ово ми интересно, бидејќи ние бевме организатори 2003, знам како е, меѓутоа ова со 40 екипи, тоа треба да се отдаде признание и рака да и се пружи на тие организатори. Еве сега последниот турнир во Радовиш, за ослободувањето на Радовиш, можам слободно да кажам дека 1500, може и 2000 публика да е имало во салата. Тоа е фантастичен одзив на гледаност. Друго ме интересира, дали овие турнири се играат исклучиво во сала или во зависот од летен зимен период има и на отворено? Да, зависи од периодот. Да, ако е летен период, да, надвор се играе на во Ново село отворено игралиште. Значи тоа е летен турнир некој. Фантастична организација, нешто прекрасен објект направен таму во Ново село. Други некои турнири да појасниме на гледачите? Па види вака, како член на Мал Аекс, може би имаме можност малку поквалитетните играчи да ги од нашиот град класифицираме, така да со мене са секојаш биле барем 4 до 5 играчи на Мал Аекс и сме освојувале турнири од Свети Николе до Гевгелија турнири. Значи нема дека не сме го освоиле турнирот. Како е чувството кога се освои турнири? Има ли рече некаде музика? Бидејќи музиката е составен дел и на тагата, меѓутоа за радост особено. Да, па добро, прекрасно е, во секој случај е прекрасно чувството. Сигурно имате своји пријатели кои ве дружат тамо, кои навиват, заеднички да споделите радост. Можам едноставно да кажам дека сега знаеме дека спортот и фудбалот, фудбалот како прво место не е само како спорт и како игра, него едноставно и дружба. Да. Значи секоја утакмица, после тоа си носи свое другарство, ново пријателство, ново другарство. Кои турнири се застапени моментално во Штип? Вака на кои настапувате? Знам некогаш имаше доста турнири, меѓутоа како да се проречи во последно време или се во грешка? Во Штип директно, лично во градот, мислам, едноставно нема некој главен турнир. По повод загинатите бранителите имаме традиционален турнир што се одржува од 2002, мислам дека е, да не сгрешам. Во Штип директно нема. Еве сега моментално во населба Дузлак се игра по повод Света недела турнир. Денеска са полуфиналните надпревари, утре е финалето. Тоа е во Дузлак, населба Дузлак, на отворено, да. Така да нека повелат гледачите. Да. Денес од 17 часот е првата утакмица, а втората е од 18 часот. Значи, да. Значи, тоа е еден турнир, вториот турнир е меморијалниот турнир и ја мислам дека во Штип моментално нема. Во Карбинци има, во близината, во село Таринци, да, има за Света Тројца турнир, па тука во Штип и Штипско толку. Имаше добивам сигнал дека имаме гледач Елени. Ало, добар ден. Добар ден и среќен ден. Благодарам, кој е на линија? Па Верче Андонова, пипонгарката. Верче, да, Верче Андонова. Верче, дали имаш прашање за гостинот или еве прогноза за резултатот Челси Манчестер Юнајтед? Па мислам дека ќе излезе нерешен резултат 1:1. 1:1. Благодарам, Верче, поздрав и со среќа. Еве, Верчето ни е исто спортист, добра пипонгарка, одлична пипонгарка, освојуваат се повеќе награди и пехари. Добивам, уште еден гледач, таков е карактерот на емисијата, ќе ми простиш, Владко. Добар ден. Добар ден. Повелете? Тодоров Слободан. Слободан? Тодоров Слободан од Кочани. Тодоров од Кочани. Прогноза?
0X. Благодарам Слободан, поздрав и со среќа. Таков е карактерот на емисијата. Имаме во последниот дел качи, меѓутоа, може често да не преки. Реже, дали имаме нов гледач? Нема нов гледач. Продолжуваме понатаму. Владко, рековме дека турнири фалат во Штип, меѓутоа, еве и од тебе иницијатива, предлог да речеме, дали тој ќе биде за денот на слободањето 8 ноември, дали за патронот Свети Никола 18 декември. Значи, некој обележи такво Штип да си биде како препознат и белег на мален фудбал турнирен. Да, тоа би било една убава иницијатива. Водици ми се чини, меѓутоа Водици уште традиционално се игра. Да. Водици со некој по-намален интензитет, да речеме, на екипи, али треба еден добар турнир со добра организација. Ја мислам дека вие имате искуство у тие работи. Треба да се една иницијатива, еве и општина Штип да излезе во сусрет, така да на овој град му фале еден добар и голем турнир. Имаме гледач. Ало, добар ден. Повелете? Бојан Јованов од Штип. Бојан Јованов. Да. Прогноза? Кет. Единица. Благодарам, Бојан, поздрав и со среќа. Уште еден гледач на втората линија. Добар ден, повелете. Се исклучи гледачот. Да почекаме Режија, дали? Нема. Околу ова твоја иницијатива може ли да дојде до некоја промена, бидејќи еве од пред неколку дена и официјално спортскиот центар Джексон е во владение на Мала Екс следните 5 години. Може ли да очекуваме од овие дечки? Јас во четвртокот бев таму, веќе започна некои реконструкции и гледам со несмени, со таков жар работат и Коджеков, Владко Манев, тука беше и Баже, тука беше Мијалче Маđаров, што ќе рече дека престојат нови светли моменти и ново свечено руво на стариот добар Джексон. Па добро, Джексон сите знаеме дека ни е место дека сите пораснат на култно место, да. Едноставно дека и да одевме, летно време турнирот сите ги изближуваше, сите беа од сите граѓани во Штип беа во Джексон. И беше голема штета ако се срушише тоа место. И едноставно сега ова иницијатива и поздрав до општината, на општина, мислам до градот што ја возможија на Мала Екс, едноставно да тоа култно место поново да се изреновира и поново да заживее. Тис еве имаме гледач, ќе ми простиш. Добар ден. Ало? Дали се слушаме? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете вашето име и презиме. Игор Илиевски од Македонска Каменица. Игор Илиевски, Македонска Каменица. Типувам 2+ на полувреме. 2+ прво полувреме. Поздрав до гостино и лично да го поздравя мојот пријател Джаро, ако се јави. Джаровски, обавезно. А како беше? Игор Илиевски? Игор Илиевски, Македонска Каменица. Чекај, тој некој го поздравуваш, Игор Илиевски? Јасно, да, полицаец или како беше? Да. Баш ми е мило, Игор. Джаровски ќе се јаве тука некаде за 5 минути. Ќе го пренесам поздравот. Голем поздрав, важи, и до вас и до него. Благодарам, поздрав со среќа и еве во некој следните емисии ќе да се договориме да бидеш гостин, бидејќи си страстен прогнозер. Нов гледач, ало, добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Шефки Салиев од Виница. Кај си бе, Шефки? Како е во Виница? Добро бе, сончево, браво. Сончево. Има ли добивки? Гледам ти, твоето име најповеќе фигурира, најдобар прогнозер може да те прогласиме. Да. Има ли добивки? Има, понекош има. Да, понекош. Прогноза, Челси, Манчестер Юнайтед. Гол. Благодарам, Шефки, поздрав и со среќа. Уште еден гледач, се вжештија телефоните. Добар ден, повелете. Добар ден. Кој на линија? Љупчо Велинов од Кочани. Љупчо? Велинов. Да. Од каде се јавувате? Кочани. Кочани, благодарам за јавувањето. Прогноза? Кет. Единица, победа на Челси. Благодарам, Љупчо, поздрав и со среќа. Нов гледач. Ало, повелете. Име и презиме и прогноза. Дарко Николов, Кет. Дарко Николов, од каде? Од Штип. Дарко Николов, Штип, Кец. Да. Благодарам, Дарко, поздрав со среќа, нов гледач. Добар ден.
Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Кој е на линија? Васил Зафиров е на телефон. Како? Васил Зафиров. Васил Зафиров, од каде се јави Васил? Штип. Од Штип. Штип. Да, добро. Штип, прогноза? Икс прво полувреме. Икс прво полувреме. Да. Благодарам Васил, поздрав и со среќа. Дали имаме нов гледач? Немаме. Значи, тоа се најновите моменти врзани околу Мал Ајакс. Исто така дознав, ајде малку да се осврлиме на твојата поранешен капитен на Мал Ајакс. Значи, голема е честа, знаеме кој може да ја носи капитенската лента, едногласно сигурно од другарите и колегите, те избар колку време настапуваше за Мал Ајакс? Па 3 години бев член на Мал Ајакс, активно. Тоа е оној период во првата футсал лига, фактички. Во првата, да. Од самото формирање на Мал Ајакс до пред една година. Сега Мал Ајакс бидејќи уште си таму. Па добро. Може да речеме не директно, али индиректно. Да, некако реквизити или далеко тоа биѓето. Мал Ајакс е организиран со младински погони. Еве сега најново има некоја школа со Вардар, што ќе рече ќе има опрема, реквизити од школата на фудбалски клуб Вардар, што ќе биде еден поттик за сите оние млади дечки да ги учат тајните на фудбалската игра, на малиот фудбал и да биде основата, базата, темелот на сениорските тим понатаму. Па да, во секој случај екипа што нема подмладок и младински погон, тешко може да просперира. Еве едноставно пред 2-3 години со професор Маџаров со Мјалче се така договаравме до Фудбалски сојуз на Македонија да може да се како некоја врста на петиција да речеме секоја екипа да си имат младински погон. Да игра предигра, за да биде интересно и тие млади деца што ќе играт да може да учат и од старите, едноставно како едно време што имаше у големиот фудбал, да речеме подмладокот пред брегалница игра. Да, така беше. Интересно беше и твојата изјава во која рече дека малиот фудбал е толку популарен, а не го дават. Ние на телевизија некакво слабо. А големиот фудбал, на жалост, 100-200 гледачи на она Филип II македонски арена. Мораме преку линкови на интернет за да пратиме, да речеме некој си шпанско првенство, да ја пратиме Барселона или италијанско првенство, руско првенство, дека се големи и јаки лиги у футсал, а овде кај нас е многу слаба популацијата. Пак да се навратам на овие турнирите во Василево имаше турнир, во Ново село, во Мирапци. Дали се игра по оние правила, стриктни? Добро, некаде има по правило на футсал, некаде се игра по правила на мал фудбал. Судиите дали ги во координација со федерацијата? Да. Добро, не со федерацијата, стрикно со самиот организатор, али организаторот ги бара судиите, да речеме од тие општински фудбалски сојузи, дека фигурират барат квалитет. Да, професионални судии. Ќе ми просто ќе имаме гледач. Режија? Ало, добар ден. Конечен тип. Да, повелете вашето име и презиме. Типу. Ало? Ќе ве замолам да намалите тонот на телевизорот. Се исклучи гледачот, меѓутоа одегнуваше. Веќе сме во самиот финиш, пред да нов гледач. Ало, добар ден. Да, повелете вашето име и презиме. Ало, добар ден. Добар ден. Илија. Спасов. Презиме? Спасов. Спасов? Да. Од каде се јавувате? Штип. Штип. Прогноза? X. X. Благодарам, Илија. Поздрав и со среќа. Илија Спасов, не заслушав дали беше ова радио или како беше она со ракетопланите, ми се чини дека како да беше неговиот глас, меѓутоа како да е. Владко, доодиме сега со онај наш уште еден гледач. Добар ден. Ало? Добар ден, Горан Аков на телефон. Горан, за малку ќе завршиш емисијата без тебе. Нема како па. Прогноза, Горан? Единица и голем поздрав до гостина. Хвала. Благодарам, Горан, поздрав и со среќа. Додиме режија со она што е основен тип.
и за самиот финиш на новите активности кои што се содржат во врска со нашиот денешен ексклузивен гостин, за кој што ќе кажем уште некој збор. Реже дале подготвя невеги, значи Владко, прв надпреварувачки пар кој што го одбра надпревар помеѓу екипите на Хофенхайм и Бајер Мюнхен. Кратко коментар и прогноза. Па Хофенхайм е екипа што секој се боре еве оваа година за влез во Лига на Европа, али некако за еден чекор никако да улезе во таа зона. Бајер Мюнхен видовме што се случи во средата или во вторникот кога игра со Порто, така да преполовени, али ипак Бајерн си е Бајерн и типувам гол 3+. Гол 3+. Волфсбург Шалке 0-4. Волфсбург Шалке 0-4, единица 3+. Волфсбург е екипа што доста дават многу голови, многу добра екипа ова година со големо изненадување, а Шалке се борат за влез во Лига на Европа или Лига на шампиони. Трета двојка Ньюкасл Тотенхем. Ньюкасл Тотенхем, гол 3+. Истиот принцип. Надпревар. Едноставно на Ньюкасл и треба победа. Они се екипа со многу слабо последните 6-7 утакмици и се катастрофални, така да морат со Тотенхем да се... А Тотенхем е добра екипа, знаеме дека имат добар центрафор, што... Значи не бараме победа, него надпревар со голови, да има во двете мрежи. Четврта двојка Астон Вила Ливерпул. Астон Вила Ливерпул полувреме 0. Тоа е полуфинале на ФА Купо. Да. Така да ќе биде многу тешка утакмица. Знаеме дека Астон Вила е екипа што слабо дава голови, а Ливерпул е екипа што остана без најдобрите стрелци. Суарес и Старич мислам дека е се уште повреден, Балотели го нема, едноставно не може да влезе во форма. 0 на полувреме. Барселона Валенсија. Мало дерби во шпанската премиера дивизија. Од 2 до 3 гола. 2 до 3 гола. Значи дерби надпрво зачинеца. Добро, знаеме Барса испод 4-5 гола. Исто и Валенсија. Да, нали Валенсија е, може да кажам, 10 утакмици без пораз. Барса има реванш со Пари Сен-Жермен, така да мислам дека ќе и дел од играчите ќе мора да ги одмори, така да на голови можеби најдобро. Вториот пар исто така. Депортиво Ла Коруња, Атлетико Мадрид. Атлетико Мадрид исто мора да чува дел од неговата екипа за реваншот со Реал Мадрид. Депортиво за опстанок и требат бодови, така и таа од 2 до 3 гола. 2 до 3 гола. Лил Бордо. Лил Бордо единица. Лил е и Бордо и Лил са у добар ритам, али мислам дека Лил сепак малку поквалитетна екипа. Да. Јуве, Јувентус Лацио. Јувентус Лацио. 0 на полувреме. Јуве има реванш во Монако. 1-0 беше. 1-0, тежок резултат. Првенството му е загарантирано. Лацио едноставно непредвидлива екипа, да. Девети пар Интер Милан. Дерби, некогаш градско дерби. Големо дерби, да. Иако и двете екипи са многу ослабнати, ипак епитетот дерби си го носи своето. Гол. Да. Тоа е играт на Сан Сиро, Джузепе Меаца, на истиот стадион, да. Миња во зависност кој игра сега Интер, тоа е Джузепе Меаца, Сан Сиро е на Милан. Инаку Джузепе Меаца е некогашен играч и на Милан и на Интер, меѓутоа повеќе заслуги за Интер, додека Сан Сиро е локацијата на квартот кај што се наоѓа стадионот. И последната двојка Хајдук Риека. Хрватска лига, мој омилен Хајдук. И мој омилен Хајдук, да. Јас сум исто навивач на Хајдук, али во некое друго време можеби чиста единица. Моментално тројца сменети тренери, некако назад. Риека е во голем подем. Можам да кажам дека ако настави вака и идната сезона и Динамо ќе биде зад него. 0-2 во 2. 0 во 2 режија. Поправка. Може би единица, ако беше во форма, 0 во 2. Значи прво полувреме 0, крајно двојка. Победа. Инаку кога сме кај Хајдук, знаеме, двајцата сме хајдуковци, малку да се нашалиме. Борче Коцев е за Динамо. 2011 Хајдук е формиран 911 година. Јас имав картата за онaj надпревар со Барселона на полјот, јубилејниот.
Требаше со мојот син Горан да одиме, меѓутоа тој отиде, јас не можев да најдам превоз. И некву атракција ќе беше, ќе имаше добри материјали. Сакам, еве, на крај да те прашам и твојот брат Сашко. Со мојата ќерка работе на брод. Има интересна средба тамо некаде на Аљаска, кога се видел исти брод. Колку е мал светот, на исти брод, од исто мало да се ледат двајци комши. Каде е Сашко сега? Па добро е да искористам прилика, знаеме дека Ирис се гледа и преку интернет. Да, па цел свет. Да, низ целиот свет. Моментално Сашко е во Барселона. Значи, неговата круз или круг што ќе опраде околу светот. Тргна тамо од Тахитите, треба да заврши на Аљаска. И сега моментално е во Барселона, еве поздрав до брат ми и снаата, они се на ист брод. Така да он се определил на тај живот. Јас, живот, да. Останува уште да го истипуваш и овој надпревар, каде беше, да? Челси Манчестер, мора да запише, бидејќи 1-0. Минатата емисија, Дарко Коце беше точен прогнозер, само да запишам, Владимир Кангалов. 1-0, точен резултат. 1-0, точен резултат. Па ја мислам дека Челси, знаеме го стило на игра на Мориньо, нема многу атракција, нема многу екзибиции, едноставно да не се приме, али гол да се даде ако се може. Манчестер Юнайтед е у голем подем. Некако во форма са, голема форма, али Мориньо е Мориньо. Сосема за крај, Ватко, што ќе им порачаме на Штипјани околу Малајакс, околу малиот фудбал, околу спортот воопшто, ми се чини дека идејата на градоначалникот Илчо Захариев полека се применува во секое мало спортско капче. Штип ми се чини како никогаш досега немал толку терени, еве, сега е турнирот на Синалко куп, на Суитлко терен, во Бавите, оној со вештачки треба Белобрадо. Тука имаме Кежовица, може да се инвестира. Еве и случајот со Джексон и Малајакс. Едноставно, со овие потези што се направи со овие игралишта, ја мислам дека само градо може да добие на квалитет на играчи и младоста едноставно да не оде на друга страна да спортува. Да. Јас ти посакувам и понатаму успешна кариера, бидејќи ако можеби заврши со Малајакс, не се заврши со оние турнири. Се уште имаш екипа. Еве сосема за крај, кој се дел од твојата екипа, бидејќи рече ти дека имаме 5-6 еве сега, еве моментално играме полуфинале денес во населба Дузлак. Екипата е сочинуваат, на голот е Дарко Денков, у екипата е Владко Ѓошев, Зуби, да. Драган Милошевски, Шваба, како го оригинал да Штипјани, да знаат кои се, Игор Лазов, Бонавена, Маријан Зашков, исто од Малајакс, Бобан Велков, на Славче Велковски, брат му, да. Тоа е тоа. Јас се посакувам успех, здраве некаде во некоја прва следна прилика. Те поканувам јас ти благодарам за денешното учество, бидејќи експресно се договоривме да ги офатиме. Имаше муабет и околу малиот фудбал, бевме заедно на овој квалификацијски турнир во Скопје, во некоја Не, сепак ќе оставиме иницијативата околу турнирите на телевизија Ирис и општина Штип. Ја мислам дека луѓето е гледат оваа емисија и да се таа иницијатива да се спроведе на дело. Јас ти благодарам. Благодарам. Фала. Еве, ова беше нашиот ексклузивен денешен гост Владимир Кангалов и имаме гледачки, ми простиш Валско уште малку. Ало, добар ден. Ало. Повелете. Добар ден. Добар ден, за кого? Стојан Мицевски Пробиштип. Стојан Мицевски Пробиштип, наш редовен гледач. Да. Прогноза? Од 1 до 4 гола. Како? Од 1 до 4 гола. Од 1 до 4 гола. Благодарам, Стојан, поздрав и со среќа. Тоа значи, ова беше Владимир Кангалов, јас ти благодарам. Одиме сега со джингл, со поздрав, почет кон нашите почитувани спонзори и веднаш потоа го бараме Велибор Џаровски Џаро.
Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Облажувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Облажувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Бирата Дилок ЕТЦ фамилијата. Секој прв викенд во месецот најсреќниот купувач. Вредноста на сметката ја добива гратис. Оваа недела, покрај редовните акции Илкоз ви нуди и екстремно ниски цени на свежа свинска креманадла за 199 динари и свежо свинско рибро за само 209 динари по повод најголемиот христијански празник Велингден на 7, 8 и 9 април. Интерактивна програма за најмладите, маскоти, промоции, дегустации и подароци. Илкоз ви ги честита великденските празници. Дали сте знаеле дека првиот кабелски приклучок во Македонија е направен во компанијата Телекабел? Дали сте знаеле дека Телекабел е еден од 4 најголеми оператори во земјава и единствен со 100% домашен капитал? А дали сте знаеле дека Телекабел е првата компанија која направи кабелски интернет приклучок во Македонија? Дали знаете дека единствено Телекабел од првиот ден работи без образувачки договори? Дали знаете дека Телекабел е 51 фирма по успешност во Македонија? Респект. Сега веќе знаете. Спортисимо. Вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Почани и Струмица. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Облажувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Облажувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Време е за катчето на Велибор Џаровски, Џаротип. Очекуваме негово јавување. Ако е подготвено во режијата, да се слушнеме со Џаровски, да видиме кои се неговите прогнози, кои се неговите дојави, кои надпревари ќе ги предложи за нашите гледачи во емисијата Тип 102. Дали се слушаме Џаровски? Ало, добар ден! Добар ден. Како е Џаровски? Добро, како е времето во Штип? Па добро е, сега, до сега беше сончево, сега гледам малку се мрште, ама... Ако нема веќе, важно нема... Нема доши, спарно е, доста нема спарно, дош, доста нема, топло. ништо дош. Како е во Скопје, Џаровски? Исто така, беше сонце до сега, сега е облачно. Еве сега да знаеш... Е најважно утре да ви биде добро на овако, у Маđари. Да, со Металург. Да. Инаку, за твое создание од минатата емисијата Тип 102 се следи од Гевгелија преку Богданци, Валандово, Дојран, Струмица, Радовиш, па се до Делчево, Берово. Значи и Струмица? И Струмица, и Радовиш, Виница, Македонска Каменица, цел југоисток. Имам ја тамо играчи со кои играм клавионица, и се мене со Струмица, и до Радовски од Богданци, и Ѓоко Попчет од Гевгелија, се тоа мои пријатели. Сепак најдобар пријател и играч за клавионица ми е
Коле Зиков од Кочани, Коле Влаво. Да. Ќе довесеме една емисија тука. Джаро, сега да... Чекай, за момент само. Джаровски момент. Ајде. Имаш голем поздрав од Игор Илиевски од Македонска Каменица. Предмалку се јави и рече да те поздравам. Добро, полицаец, секој е добро. Ми беше срам да ви кажам право, у Македонска Каменица која игравме, беше тоа голем тим и ја не иде само на случај, ништо не отсам на случај, си се враќавме со 3 бода стално. Али не остав ништо на случај. Игор Илиевски те упатува голем поздрав. Голем поздрав, Игоре, поздрав ја и мајка ти, не забораваме оној празничен ручек. Тогаш кога бевме со Залко Чолич, па отидовме на ручека Игор. Игор е полицаец. Да, еве, токму предмалку се јави. Поздрав до сите, поздрав и до сите Стипјани. За денеска гледав и еден тип, ке ви кажам, кој нема да ви се допадне, али 1.65, 1.70, имате уште 2 сата време да одиграте. Пелистер Тетекс Хец. Пелистер Тетекс единица? Пелистер Тетекс единица. Во Англија 3 Сресбери Хец. Сресбери Јорк Хец. Така е. Барселона Валенсија Хец. Барселона Валенсија Хец. И Чирона Кец у Шпанија 2, голем коефициент е. Джирона Леганес. Леганес, да. Реал Мадрид 7-15, тој не го споминјам. Добро, значи тоа е предлог за денес, така? Сега Ујовиќ со тренерот на Загреб повика, мајсторе играј сутра мање голова на нас, а играј да Вардар изгуби. Не играм, рекол, против Вардара. Да, али објективно они су јачи куќи. Ете така. Поздрав до сите гевгеричани, до сите струмичани и се мени спешал. Поздрав до Богданчани, до сите кои ме гледаат. Мојот спонзор Зеген никогаш нема да напушти она што го почнал. Ќе биде навистина со големи изненадувања, а ја го поздравувам и ви сакувам се најдобро. Ја пред 5 недели рекол дека Брегалница нема да испадне од лига. После војната сите се генерали паметни, ама ја рекол пред 5 недели кога понарод беше готов, така? Сега ќе се чекаме уште малку и ќе видиме како ќе биде. Емисијата стоја и се слуша твојата изјава. Стоја и добро. Поздрав до сите, поздрав Пушка, спешал поздрав и да имате добри прогнозери и да можем барем малку да ви помогнам. Благодарам, Велибор Џаровски. Благодарам, поздрав и се слушаме следната сабота. Значи, ова беше Велибор Џаровски Џаро со неговата прогноза. Пелистер Тетекс тип 1, Срусбери Јорк тип 1, Барселона Валенсија тип 1, Джирона Леганес тип 1 и Реал Мадрид Малага тип 1. Дали тоа беше од него не чув, ако слушале во режијата тогаш е во ред. Значи, ова се прогнозите на Велибор Џаровски Џаро, на кого му благодариме. А да се сврнеме на настаните за денешниот предлог за средбата Челси Манчестер Юнајтед. Ќе замолам режијата, ако има гледачи, може слободно се јавуваат. Ова е статистиката или редоследот на меѓусебните дуели помеѓу овие две екипи. Еве тука некаде од 2005 година Манчестер Юнајтед Челси 1-3, Юнајтед Челси 1-0, Челси Манчестер 3:0 2006, Манчестер Юнајтед Челси 1:1, Челси Манчестер 0-0, Челси Манчестер 1-0, Челси Манчестер 1-2, Манчестер Юнајтед Челси 2:0 2007 година, 2008 Челси Юнајтед 2-1, 2008 Юнајтед Челси 2-1, исто така 2008 во реваншот Челси Манчестер 1-1, Манчестер Челси 3:0, победа на Челси од 3:2, Челси Манчестер 1-0 2009 година, 2010 Манчестер Юнајтед Челси 1-2, Челси Юнајтед 1-3. Дали имаме гледачи? Ало? Ало? Да, повелете. Добар ден, јавувам се од Радовиш, Кацарев Кирил. Како? Кацарев Кирил од Радовиш. Кацаревски? Кацарев Кирил. Кацарев Кирил? Да, од Радовиш. Миналото емисија се јавувах исто. Чека да видам, ми се чини дека ти беше добитник од минатата емисија на награда. Да, гол 4. Да, Кирил Кацаров, значи ќе се упатиш во облажувницата и ќе уплатиш талон во вредност од 50 денари. Во Радовиш имате, така? Да. Кирил Кацаров, што прогнозира Челси Юнајтед? Челси Юнајтед од 4 до 6 гола. 4 до 6 гола? Да.
Благодарам, Кирил, поздрав и со среќа. Дали имаме друг гледач, режија? Немаме. Продолжуваме, значи, не знам дека заставно ќе почнеме од 2010-та. Юнайтед Челси 1-2, Челси Манчестер 1-3, Челси Юнайтед 0-1. 2011 Юнайтед Челси 2-1, Юнайтед Челси 3-1, Челси Манчестер 3-3, Челси Манчестер 2-3, Челси Манчестер 5-4 2012, 2013 Юнайтед Челси 2-2, Челси Манчестер 1-0, Юнайтед Челси 0-1, Юнайтед Челси 0-0, 2014 Челси Манчестер 3-1, 2014 тамо некаде во октомври Юнайтед Челси 1-1. Значи еден спектар, еден гоблен од резултати во кој што забележувате среќата им се насменува и на едните и на другите. Во секој случај дерби во англиската премиер лига, како и да е, ќе видиме кој ќе биде подобар. На вас е да се јавувате. Дали имаме гледач? Нема. Не знам, да, имаме и табелата. Челси е на чело со 73 бода, Арсенал е втор 66, Юнайтед на третото 65, Сити четврти 61, значи Юнайтед и Челси 8 бода разлика. Ако победи Юнайтед, тука некаде ќе се меѓутоа да не прогнозираме, ваше е да си кажувате точен резултат. Ало, добар ден. Дали се слушаме? Ало? Ало? Добар ден. Ало? Повелете. Јас го слушав гледачот, меѓутоа нешто не беше во ред со линиите. Режија, дали имаме друг гледач? Дали да продолжиме или тука некаде да финишираме со емисијата, бидејќи веќе сме во оној програмски шаблон. Инаку веќе се знаат и најавите за составите на овие екипи, или како што велат, ѓаволите сака да ја расипат забавата на Челси. Ѓаволите, тоа знаете, црвени ѓаволи, е прекарот за играчите на Манчестер Юнайтед. Надпреварот се игра денес во 18 часот и 30 минути, домаќин Челси. Кој ќе биде подобар, ќе видиме на оваа табела. Дали имаме нов гледач, режија? Добар ден. Добар ден, повелете вашите име и презиме. Атанасов Дарко. Дарко Атанасов, од каде се јавува? Од Кочени. Кочени? Да. Прогноза, Дарко? Мо? Прогноза за средбата Челси Манчестер Юнайтед. Прогноза за средбата 1-1 Кет. 2-1 конечен резултат. 1-2-1 конечен резултат. Ајде да видиме, може ќе биде точно. Благодарам, Дарко, поздрав и со среќа. Дарко Атанасов од Кочени. Режија, дали имаме нов гледач? Ало? Ево уште еднаш подсетување на предлог паровите од нашиот денешен ексклузивен гостин Владимир Кангалов. Значи, Хофенхайм, Бајер Минхен, гол 3+. Волсбург, Шалке 0-4, Кетси 3+. Ньюкасл, Тотенхем, гол 3+. Астон Вила, Ливерпул, прво полувреме X. Барселона, Валенсија, 2-3 гола. Депортиво Ла Коруња, Атлетико Мадрид, 2-3 гола. Лил Бордо, тип 1. Јувентус Лацио, прво полувреме X. Интер Милан, гол и Хајдук Риека 0-2. Дали имаме нов гледач? Ало, добар ден. Ало? Повелете. Ало? Ало? Повелете, кажете. Ало? Јас ве слушам. Не знам што е проблемот, втор пат се јавува гледач или гледачка, не сум сигурен. Меѓутоа, добил сигнал и се слушам, изгледа мојот глас се допира до неја. Дали имаме сега гледач? Ало? За надпреваро. Име и презиме, кој се јавува? Ристо Малечков. Ристе, викливе. Гол. Ристо Малечков од Штип. Гол. Во ред, те слушав, Ристо. Поздрав, со среќа. Ристо Малечков ми се чини, чека да проверам дали беше и тој Ристо, да, прв начало, и тој е добедник, точен прогнозер од минатото издание на емисијата Тип 102. Дали имаме нов гледач? Ало? Добар ден? Нема. Да видиме и ова
јувањето на Велибор Џаровски и неговите прогнози. Пелистер Тетекс тип 1, Срусбери Јорк тип 1, Барселона Валенсија тип 1, Джирона Леганес тип 1, Реал Мадрид Малага тип 1. Ова е по јавување на Велибор Џаровски, негова прогноза, негови предлог, парови за добивка. Ако нема нов гледач, тука некаде да ја заокружиме и ова 27 емисија тип 102. Поздрав од мене, драги Герасимо Пушка и од дечките во техничката режија, Трајче Андонов, Горан Христоски Кичо, Трајче Малинов Чордаш, Виктор Михайловски, Дарко Донев, Теодор Кусакатов, Горан Тодоров. Останете со здрави, уживајте во програмите на Ирис телевизија. Се гледаме следната сабота во 13 часот и 30 минути. Пријатно!